Добро вечер. Граѓаните да бидат спокојни. Денарот е стабилен, нема опасност од девалвација. Изјави вечерва во само интервју новиот гувернер на Народната банка Трајко Славески. Во отсутство на некој силен екстерен шок, во кој што ние имаме она што ги нарекуваме бафер или заштитни механизми, банките се добро капитализирани, Централната банка исто така и државата се интересирани за стабилноста финансиска. Во отсутство на некој таков силен екстерен шок нема никаква причина да бидеме на некој начин да веруваме дека нешто може да се случи со нашиот банкарски сектор. Напротив, граѓаните може да бидат спокојни, нивните заштити се безбедни, нивните заштити се сигурни. Курсот на денарот, како што рековме, останува, курсот на денарот останува. Да се надеваме дека растот на економијата ќе придонесе до раст на доходите, заекнување на економијата, оптимизам за иднината и кај граѓаните и кај мислам економска иднина и кај граѓаните и кај фирмите, и тоа да доведе до пониски цени на задолжувањето. На состанокот на министрите за одбрана пред самитот на НАТО во Хаг се согласивме за амбициозен нов сет цели за способност, изјави генералниот секретар на Алијансата Марк Руте на пресконференцијата по завршувањето на заседанието на Северноатланскиот совет во Брисел, на кој што учествуваше и министерот за одбрана Владо Мисајловски. Самитот во Хаг се очекува да се договори нов план за инвестиции во одбраната, што ќе ни обезбеди доволно ресурси за да можеме да одвраќаме и да се браниме во овој поопасен свет, додаде генералниот секретар на НАТО. Со заекнување на економијата ќе можеме да издвојуваме повеќе и за одбраната, кажа пак министерот за одбрана Владо Мисајловски. Една од клучните поенти на денешниот состанок на министрите за одбрана на НАТО во Брисел беше како членките да ги зголемат издвојувањата за одбраната, за што е многу важно секоја земја да има долгорочен план, кажа Мисајловски. Она што во рамките на овој состанок се договараше сите земји заеднички да достигнат до прагот 3,5% во наредниот период од 10 години, но секоја земја и дополнително да вложува и во дополнителна инфраструктура, се што ќе биде поврзано во делот на безбедноста, на одбраната, исто така и многу други сегменти што би го офатило Министерството за одбрана, исто така армијата, но и сите институции што може да помогнат во колективната безбедност и она што заеднички би го правеле буџетот на една заедничка национална безбедна структура во државата. А министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски е во работна посета на Париз. Во фокусот на разговорите е поддршката за евроинтегративниот пат на земјава. Од Париз Ивана Стојановска. Афирмирање на добрите меѓусебни односи помеѓу Македонија и Франција, но и околу поддршката за евроинтеграциите на Македонија беа во фокусот на денешната средба на министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски со неговиот француски колега Жан Ноел Баро. Токму поддршката на Македонија на патот кон Унијата, Муцунски ја оцени како една од клучните за напредокот на земјава кон Европската Унија. Исто така на состанокот уште еднаш беше потенцирана и нагласена потребата од предвидливост на процесот на пристапување на земјава кон Европската Унија. Примарната цел на политичкиот дел од посетата е афирмирање на добрите билатерални односи помеѓу двете држави, но и разговори за она што можеме да го правиме подобро. Посебно во делот на економијата и на трговијата имаме сериозен и неразвиен потенцијал помеѓу двете држави. Политички се согласивме дека како членки на НАТО алијансата имаме заеднички приоритети во делот на глобалната и европската безбедност. Побаравме поддршка од Франција во делот на евроинтегративните процеси и сметаме дека поддршката токму од Франција е клучна за нашиот напредок. Ги представивме принципелните позиции кои што владата ги има, насочени кон изнаоѓање на кредибилно решение кое што долгорочно ќе гарантира на извесен начин нашата европска иднина. Очекуваме известност, очекуваме предвидливост и очекуваме Европската Унија и незините земји членки да ги почитуваат принципите врз основа на кои што се темели и самата Европска Унија.
Во рамки на работната посета, министерот Муцунски оствари низа средби овде во Париз. Тој се сретна и со министерот делегиран за Европа Бенџамин Хадат, а исто така имаше и средба со председателката на групата за пријателство Франција Западен Балкан Марта де Сидрак. Шефот на дипломатијата оствари средби со главниот советник за надворешни работи на францускиот председател Емануел Макрон. Во текот на утрешниот ден пак Муцунски ќе оствари средби со компании заинтересирани да инвестираат во Македонија во некоја од зоните или надвор од нив. Од Париз за Канал 5, Ивана Стојановска и Тони Стојановски. По смртта на 3-годишното дете од Кавадарци, инспекцијски надзори се спроведуваат во 3 здравствени институции. Внатрешна комисија е формирана и во Кавадаречката болница. Родителите сметат дека била сторена лекарска грешка, а од обвинителството велат дека го чекаат извештајот од судска медицина за да утврдат дали има сомнеж за кривично дело. Сања Трајковска-Ставров. Се чешла медицинската документација и се земаат изјави од лекари и сестри за да се утврди патот на лекувањето на 3-годишното дете од Кавадарци кое завчера беше донесено починато на Скопската детска клиника. Инспектори влегоа во болницата во Кавадарци каде што детето било првично однесено и прегледано кај неговиот матичен лекар и во детската главна клиника, потврдува за Канал 5 директорот на Државниот санитарен и здравствен инспекторат доктор Кирил Лазов. После извршениот надзор, како што спомнав, ние ќе ја констатираме состојбата и доколку има потреба, ние како Државен санитарен и здравствен инспекторат ќе дадеме предлог за формирање на стручна комисија која што понатаму ќе треба да утврди дали имало пропусти во текот на лекувањето. Додека се чека извештајот од ДСЗ, кој според надлежните треба да биде готов утре, и во Кавадаречката болница си формирале внатрешна комисија за случајот со малото детенце и велат дека кога ќе го завршат, ќе го објават она што ќе биде констатирано. Согласно со законската процедура, известен е надлежен јавен обвинител и издадена е наредба за обдукција со цел утврдување на причината за смртта. Како институција, од наша страна веднаш е формирана внатрешна комисија. Во меѓувреме, родителите на 3-годишното дете обвинуваат дека докторката во Кавадарци не направила добра проценка и не ги пратила со итна помош во Скопје. Таткото на малиот Блаже Тони Стојанов во телефонски разговор за Канал 5 вели дека докторката што ноќта го прегледала детето била арогантна и груба кон нив. Им рекла дека нема основ да го прати малиот Блаже со итна помош во Скопје. Мојот син се водеше како дете со Даунов синдром. Беше малку слабо, но не беше болно. Деновиве не беше ниту настинато. Сепак се гледаше дека во текот на ноќта нешто се случи со детето. Му паѓаше главчето. Докторката од Велес, што не прими да го прегледа рутински, немаше лабораторија и не му дадоа ништо. Молевме за возило на итна помош, но докторката ни каже дека имало автобус за Скопје во 15 за 8. Со викање не избрка. Не знам како не ми дојде на ум да ги молам директно во службата за итна помош. Ќе си платев, можеби така ќе си го спасевме детето, бидејќи лично возило немам. Дали сега кога моето дете почина во рацете на мајка си на пат кон Скопје во такси, има основ за медицинска помош. Срамота и греота е. Инаку, додека родителите веруваат дека докторите не ја процениле добро состојбата на детето и направиле грешка, од обвинителството велат дека го чекаат извештајот од судска медицина за да утврдат дали има сомнеж за кривично дело. Кај 70-годишен пациент денеска на клиниката за травматологија е направена успешна операција на тешки заболувања на арбетниот столб со систем за навигација, кој што дава сигурност при операцијата со 0 грешка. Првиот човек на клиниката за травматологија Игор Мерџановски изјави дека овој систем е демо верзија и ќе остане извесно време. Со овој систем клиниката влегува во мапата на светските центри за лекување на арбетниот столб. И ваквата опрема е потребна бидејќи ќе направи подобрување во начинот на хируршките зафати и компликациите во операциите. Операцијата трае многу кратко, затоа што се е под навигација и нема губење на време за пронаоѓање на некои места кои што се недостапни за ова. Исто така од туморската патологија е многу битна оваа навигација, има можности за додатоци
роботски раки, значи роботоника да се уфрли во системот. Најнови софтвери има. Се во се влегуваме во мапата на светските центри за спинална хирургија. Тоа беше се во вечерните вести. Пријатно.